Шпански истражувачи од Tarlogic Security открија сериозен безбедносен пропуст во популарниот микрочип ESP32, произведен од кинеската компанија Espressif. Овој чип се користи во над милиарда уреди ширум светот. Истражувачите пронашле 29 недокументирани команди во Bluetooth фирмверот на ESP32, кои овозможуваат ниско ниво на контрола врз Bluetooth функциите на чипот. Овие скриени команди овозможуваат манипулација со меморијата, лажирање на MAC адреси и инјектирање на LMP LLCP пакети. Ова представува значителен безбедносен ризик, бидејќи напаѓачите можат да се представуваат како доверливи уреди и да добијат неовластен пристап, како и да крадат чувствителни податоци или да извршат напади на други уреди во истата мрежа. За да го надминат овој проблем, Tarlogic Security разви нов, хардверски независен и кросплатформски USB Bluetooth драйвер, кој овозможува директен пристап до хардверот и откривање на овие скриени команди. Оваа алатка им овозможува на истражувачите да го анализираат Bluetooth сообраќајот и да ги идентификуваат скриените команди во фирмверот на ESP32. Овој безбедносен пропуст е означен како CV2025-27840, а Tarlogic Security го нарекува задна врата. Поради широката распространетост на ESP32 чиповите во IoT уредите, производителите и корисниците се советуваат да преземат соодветни мерки за заштита од потенцијални напади. Технички проблем во серверите на Европската централна банка неодамна доведе до опасна ситуација која можеше да резултира со финансиски хаос. Според официјалните извештаи, дефектот бил предизвикан од хардверска грешка во клучен систем за обработка на трансакции, што предизвикало неочекуван прекин во платежните услуги. Европската централна банка навремено реагирала и активирала резервни сервери за да спречи целосен прекин на услугите. Иако проблемот бил решен во рок од неколку часа, експертите предупредуваат дека вакви инциденти може да имаат сериозни последици, особено во услови на зголемена зависност од дигиталните финансиски системи. Според неименувани извори, грешката се појавила поради несоодветна синхронизација на серверите, што довело до привремена недостапност на одредени банкарски услуги. Овој настан ја покрена потребата од дополнителни безбедносни мерки и подобрување на инфраструктурата за да се минимизира ризикот од идни слични проблеми. Европската централна банка увери дека ситуацијата е под контрола и дека работи на надградба на системите за да се спречат вакви прекини во иднина. Финансиските институции и компаниите кои користат услугите на Европската централна банка се советуваат да ги следат препораките за сајбербезбедност и да инвестираат во алтернативни решенија за заштита од технички дефекти.